Едно семејство се вози во автобус со намера да отпатува надвор од Република Македонија. При пасошката контрола, зачудувачки, само ова семејство е симнато од автобусот, при што побарани им се дополнителни документи и одредена сума на пари, кои според закон не се потребни за премина границата. Мене не ми е јасно што прават овие луѓе. Значи не рачунаат за никој, а без за ништо нас, за ништо. Значи ние не сме луѓе. Бидејќи семејството ги нема овие дополнителни документи и побараната сума на пари, на нив им е забранет излезот од граничниот премин. Автобусот со кој што патуваат заминува, а тие остануваат на граничното место. Ова семејство има две можности. Првата можност е да не поднесат тужба за нееднакво постапување и дискриминација врз основа на расно профилирање. При тоа, губејќи го своето достоинство, чест и доверба кон државата. Во овој случај, семејството ги губи и паричните средства кои ги дале за планираното патување. Втората можност е да поднесат тужба за утврдување на повреда на правото на слободно движење, нееднакво постапување, но и одговорност на полицискиот службеник. Со ова се создава можноста да ги добијат назад своите парични средства и да добијат лична сатисфакција за изборената правда, чувство за еднаквост и припадност кон државата. Како да не си државјанин на Република Македонија, како да не си човек едноставно. Па му реков, јас сум државјанин на Република Македонија. Само шо че не вида на граница, ај, не, враќај се, ти си ром, бриши. Ова е приказната на околу 20.000 роми од Република Македонија, кои во последните 5 години се расно профилирани на граничните премини. На овие граѓани им се ограничува основното човеково право на слобода на движење загарантирано во Уставот на Република Македонија. Моментално се водат 41 судски процес, а веќе 9 судски констатираат дискриминација од страна на полициските службеници на граничните премини. Оваа дискриминација мора да престане.